Го започнуваме петочното издание на регионалните вести. Ова се настаните на денот. 4 нови случаи на коронавирус се потврдени во земјава, информираше Министерот за здравство. По 2 децении постапката за прогласување на Шарпланина за национален парк влезе во институциите на системот. Крводарителна акција се одржа во просториите на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Четири нови случаи на коронавирус се потврдени во Македонија, информираше министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Како што кажа тој, станува збор за лица од Дебар, на возраст од околу 55 години, кои биле во контакт со втората група заболени, односно со брачниот пар што беа втор и трет случај во земјава. Филипче информираше дека денеска дошле материјалите за тестирање од Центарот за јавно здравје во Дебар. Од уште 10 лица и од нив 4 се покажале позитивни. Тие ќе се префрлат на инфективната клиника во Скопје. Денеска дојдоа за тестирање материјали од Центарот за јавно здравје во Дебар од уште 10 лица, кои што се во врска со втората група на хоспитализирани пациенти, вкупно 24, сите во домашна изолација, и тие 10 покажале знаци за горно-респираторно заболување. Локалниот епидемиолог ги земал материјалите и ги прати на испитување. 4 се позитивни. Значи имаме уште 4 нови пациенти кои што ќе бидат префрлени на лекување на клиниката за инфективни болести. Сите 4 се со лесна клиничка слика. Во Дебар и во Центар Жупа ќе биде прогласена кризна состојба. Кризна состојба донесовме заедно со одлуката да се ограничи движењето. Тоа значи забрана за влез и излез од овие општини и имаме обврска согласно законот да направиме оперативен план. Ние од страна на стручните лица епидемиолози нас ни беше веќе укажано што и како треба да се направи. Еден дел од екипата, без разлика на кризната состојба, веќе вчера заклучивме дека треба да се упати и тие веќе се во Дебар од утрово, за да се направи малце подетална анализа на контактите, интервјуа и така натаму. Министерот најави санкции за оние што не ги почитуваат мерките и препораките, вклучувајќи за сега веќе бившата директорка на кожната клиника и за компанијата што го организирала симпозиумот, ако се потврди дека знаеле за случајот. Мерките се многу сериозни. Колку треба, толку ќе повторуваме дека мора да се почитуваат. Ова е врвен приоритет. Здравието е врвен приоритет, додаде Филипче. Истече домашната изолација за 11 лица во Гостивар на кои им беше одредена мерката по доаѓање од Италија. Тие не покажале никакви симптоми на корона и не представуваат здравствен ризик. Никој од 11 лица од Гостивар кои беа ставени во домашна изолација по доаѓање од Италија не развил симптоми на коронавирус и од денес се ослободени од мерката. Лицата го поминаа периодот на инкубација од 14 дена без да покажат симптоми и според тоа не представуваат ризик ни за домашните ни за другите околу нив и домашната изолација се укинува. Со оглед дека немаат симптоми, нема да бидат тестирани, информираат лекарите. Во текот на вчерашниот ден на гостиварското подрачје имало еден сомнителен пациент за корона, но тестирањето покажало дека е негативен на вирусот. Во меѓувреме и здравствените установи и институциите постојано повикуваат граѓаните да ги почитуваат препораките и советите за превенција. А тие што допатуваат од странство и покрај тоа што ги поминуваат прегледите во граничните премини, сепак треба да следат нивната здравствена состојба во случај на појава на истите тие што ги спомнав пред малку, значи температура, кашлица и проблеми со дишењето и основните, значи тегоби, одма треба да се јават во нашите служби. Но што би се препорачало на сите граѓани на нашата општина, значи да се одбегнуваат групирање во поголеми групи, ракување, одржување на личната хигиена со често миење на раце и лице. Од вчера владата воведе поригорозни мерки во насока на спречување на ширење на коронавирусот.
Забранети се сите јавни и приватни собири, без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали и теретани. Кафетериите и рестораните треба да работат со скратено работно време до 18 часот и со преполовен капацитет. Здравствените установи да ги откажат сите интервенции и прегледи, освен итните и неодложните. Училиштата и градинките остануваат затворени до 24 март, а политичките партии ќе ја прилагодат кампањата согласно препораките за заштита од корона, без митинзи и масовни собири. Конечно, по 2 децении постапката за прогласување на Шар-планина за национален парк влезе во институциите на системот. Владата ја усвои информацијата за статус на прогласување на Шар-планина за заштитено подрачје во категоријата национален парк. По усвојувањето на информацијата, владата им препорача на секторите економија, шумарство, ловство, енергетика, транспорт, одбрана и туризам во рок од 15 дена да дадат своје мислење околу предлогот за прогласување на Шара во категорија национален парк. Постапката потоа влегува во владина процедура, каде треба да се формира јавно предпријатие за управување со паркот. На крајот актот на прогласување треба да заврши во собрание, со гласање на претениците. Од пријателите на Шара не веруваат дека постапката ќе заврши оваа година, поради закажаните избори за 12 април, но според нив подобро да се одолжи процесот, отколку постапката да заврши за неколку месеци, а Шара наместо во пракса да биде заштитена само на хартија. Токму како пријатели на Шара платформа, ова ни била целта. Значи сме организирале настани многу во 2 држави, значи Албанија и Косово, каде истото е прогласено, но можеби понекогаш само проформа. Од пријателите на Шара апелираат во постапката за прогласување за национален парк да се земат во предвид мислењата на мештаните од планинските села. Не треба само тоа што реков да се донесат документи, мислам процедурални документи и истите да им бидат наметнати на жителите, бидејќи тоа ќе биде тешко за прифаќање, а многу подобро би било реков паралелно да се работи и со жителите во нивната едукација и придобивките што ќе ги имаат понатаму. Иницијативата за прогласување на Шар-планина за национален парк е долга 2 децении. За разлика од кај на косовската страна, Шара е заштитена пред повеќе од 30 години. Ако се заштити оваа планина од наша страна, целиот Шар-планински предел ќе представува најголем заштитен појас во југоисточна Европа. Пролетта ќе се искористи за збогатување на зеленилото во општина Брвеница. Од локалната самоуправа велат дека покрај тоа приоритет ќе биде и јавната чистота. Засадување дрвца и раззеленување на јавните површини ќе биде приоритет на локалните власти во општина Брвеница за периодов што следи. Покрај тоа големо внимание се посветува на активностите за заштита на животната средина. Овој период се фокусиравме на засадување на нови дрва, окрасни дрва. Како лани продолживме и ова пролет и ќе продолжиме уште со новите насади спрема потребите и спрема временските прилики. Во овој период поќе бевме фокусирани околу на јавната хигиена, дотерување на јавните површини. Исто така ги прочистивме тие кај што се, како обично, се носи преку каналите, водите и несовесните граѓани што фрлат насекаде. И продолжуваме така да, ево сега сме во една фаза, акција ќе правиме и преку вашите медиуми и другите медиуми до сите граѓани да апелираме за да колку толку да ја подигнеме свестата да ја чуваме животната средина. Преку проект во населените места во општината ќе бидат поставени нови корпи и контејнери за селектирање отпад. Исто очекуваме сега од еден проект од ПАКОМАК преку Министерство за животна средина, кај што ќе не донират корпи за отпадок и некои нови контејнери за селекција на отпадот, како тој што е стакло, папир, комунален и така натамо.
Инаку надлежните зимскиот период го искористиле за тековни активности, како чистење канали и депонии на подрачјето. Крводарителна акција во организација на Службата за трансфузиологија и Црвениот крст се одржа денес во просториите на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Од 10 до 13 часот денес се даруваше крв во просториите на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Крводарителната акција ја спроведуваат здравствените работници од Службата за трансфузиологија во соработка со Црвениот крст. Истакнаа дека се задоволни од бројката на крводарители. Службата за трансфузиологија денес е во просториите на сообраќајната полиција. Даваат крв полициските службеници. Особено сме задоволни од бројката и хуманоста која вработените ја покажуваат. Секогаш е од големо значење да се соберат доволно единици крв и ги охрабрувам сите да го следат нивниот пример. Бидејќи периодов наставата по училиштата е прекината, од Службата за трансфузиологија апелираат сите заинтересирани здрави граѓани да се упатат во службата и да даруваат крв. Со повреди се здобило едно лице во пожар во куќа во Гостивар. Во Мала Речица пак опожарена покривна конструкција. Ноќеска околу 4 часот во СВР Тетово пријавен е пожар во куќа на улица Балиндолска во Гостивар, во која времено престојувала 33 годишна жителка на Гостиварско Србиново. Во обид да го изгасне пожарот, таа се здобила со повреди на рацете и лицето и е пренесена во Гостиварската болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Гостиварската територијална противпожарна единица со 2 возила целосно го локализирала пожарот. Увид на местото ќе се врши во текот на денешниот ден, информираат од СВР Тетово. Во текот на вчерашниот ден и тетовските пожарникари интервенирале во гаснење пожар. Опожарена е покривна конструкција на куќа во Мала Речица. Со интервенција на 6 пожарникари со 3 возила, огнот е локализиран и не е дозволено да се прошири, при што нема повредени лица, туку само материјална штета, велат од територијалната противпожарна единица од Тетово. Од СВР Тетово информираат за неколку случаи на физички напади. 27-годишник од Гостиварска Горна Бањица вчера вечер во СВР Тетово пријавил дека непосредно пред тоа на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар физички бил нападнат од 30-годишен гостиварец. Пријавениот набрзо е безбеден и случајот е целосно расчистен, а против него изготвен е соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Вчера пак 48-годишник од Тетовско Новосело пријавил дека во продавница за мебел во Тетово по претходна вербална расправија околу нарачан мебел физички бил нападнат од 3 лица. Половина час подоцна во полициската станица Тетово се само пријавиле 2 лица од Гостиварско Врапчиште, поради сомнение дека биле инволвирани во физичкиот напад. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 30-годишен гостиварец вчера вечер пријавил дека околу 23 часот, откако претходно во нивниот дом се расправал со сопругата, физички бил нападнат од неговиот 55-годишен татко. Двајцата се повикани во полициската станица Гостивар и случајот целосно е расчистен. Согласно препораките за спречување на ширење на коронавирусот, викендов, но и во следниот период, се откажани сите спортски настани во нашата земја. Викендов што ни предстои, но и во следниот период откажани се сите спортски настани и активности, како дел од мерките за спречување на коронавирусот. Министерството за здравство препорача, а владата ги усвои мерките кои покрај забрана за одржување на спортски надпревари во сите конкуренции и категории, предвидува и забрана за сите вонучилишни активности, каде меѓу другото спаѓаат и спортските тренинзи. Потоа се забранува одржување на масовни собири и настани на отворен и затворен простор, во кои спаѓаат и настаните кои се одржуваат во спортски објекти, вежбалници и слично. Се затвораат сите спортски објекти, вежбалници, спортски сали, каде може да се одржуваат секаков вид собири и настани, без оглед на обемот и бројот на учесници. Се забранува и користењето на пливачките базени. Ваквите препораки веднаш беа прифатени од сите спортски федерации во Македонија, кои преку соопштенија ги известија клубовите, спортистите и јавноста дека се суспендираат сите спортски активности на неопределено време.
Под знак прашалник останува одигрувањето на репрезентативните надпревари, како фудбалскиот надпревар Македонија-Косово, потоа надпреварот на фудбалската репрезентација до 21 година против Израел, надпреварите на женската ракометна репрезентација против Португалија, пријателските ракометни дуели против Словачка, како и уште голем број на надпревари на младинските селекции во сите спортови. Стотици илјади заразени, неколку илјади починати, милиони под карантин, берзите во слободен пат. Таков е светот кој во изминативе неколку месеци живее во паника од ширењето на новиот вид коронавирус или COVID-19. Па како да се справиме со оваа инфекција? Појавата на новиот коронавирус го преврте светот наопаку. Некои велат дека станува збор само за нов вид грип и оти затоа не треба да се преувеличува, за да не се паничал светот. Други пак воопшто не се сомневаат дека доколку продолжи да се шири со ваква брзина и со ваква смртност, коронавирусот ќе го промени начинот на живење. Дали можеме да си го вратиме светот назад, онаков каков што го познаваме? Вкупниот број на земји и региони погодени од коронавирусот надвор од Кина достигна над 100, објави деновиве Светската здравствена организација. Од Албанија и Бугарија до Фарските острови и Мартиник секојдневно пристигнуваат податоци за заразени и починати. Тие варираат од заканувачки до охрабрувачки. Италијанските власти во обид да го спречат ширењето на COVID-19 ја ставија целата земја под карантин. Дел од експертите сметаат дека ширењето на коронавирусот со затоплувањето на времето ќе спласне, но оти тоа не значи дека нема повторно да се појави. На неодамнешната панел дискусија во представничкиот дом на Американскиот конгрес беше истакната потребата од поголема заштита, особено на повозрастните лица во старечките домови. Ова е како ангелот на смртта за постарите лица, вели Питер Хотес, експерт за заразни болести од Тексас. This is an unusual virus. For many young people especially, it is a mild illness, but we're seeing some devastating things. And we got a heads up about this from the Chinese. They actually informed us, and we knew it was coming. Nursing homes. Look what this virus did in that nursing home in Kirkland, Washington. It rolled through it like a train, right? It's at least 7 deaths so far in a nursing home of about 100 people. So this is like the angel of death for older individuals. Доктор Хотес исто така вели дека меѓу најзагрозените категории се и одговорните за итни случаи и за здравствена заштита. Според него, до ефикасна и безбедна вакцинација би можело да се дојде за најмалку 2 години. Со тоа тој ги отфрли наводите дека набрзо е можно да имаме лек против новиот коронавирус. Unfortunately, some of my colleagues in the biotech industry are making these inflated claims. You know, you've seen this on the newspapers. We're going to have this vaccine in weeks, or in this and that. What they're really saying is they can move a vaccine into clinical trials, but this will not go quickly because as we start vaccinating human volunteers, especially in areas where we have community transmission, we're going to have to proceed very slowly, very cautiously. What are some of the common... Експертите се согласуваат дека е неопходна долгорочна поддршка на центрите за контрола и превенција на болестите, како и постојано инвестирање во здравството и поголема соработка на меѓународен план. Сепак, како што вели Тара Кирксел од Џон Хопкинс школата за јавно здравје, еден од најважните предуслови е транспарентноста на владите. The administration should be transparent. They should be clear about what they know. They should tell the truth, be clear about what they don't know, what they're doing to try to find out those missing pieces of information, and be clear about what the course is and what information might change that course. Во исто време ширењето на новиот коронавирус ги погоди и светските берзи. Забранетите летови, затворените граници, откажаните сделки и туристички патувања само во февруари годинава избриша 50 милиарди долари глобално, соопшти Обединетите нации. Според извештајот, и земјите во развој, кои се зависни од продажба на суровини, исто така ќе ги почувствуваат ефектите и тоа многу интензивно. Памела Кок-Хамилтон, директор на оделот за меѓународна трговија на Светската организација, вели. Right now, the impact on the global value chains is already being felt.
and will continue probably for a few months. But if it rebounds, say in the next few months, then the long-term or the year-long impact will be a little different and will be better. So it depends on what happens in China. Според некои проценки, новиот коронавирус не е само за една сезона. Да се надеваме дека наскоро ќе биде најден и соодветен одговор против него. Толку ова издание на темата на неделата. Следете не и натаму на Facebook, Twitter и YouTube. Довидување. Вестите ги завршуваме. Според препораките, останете дома пред малите екрани. Пријатно!